Кога ќе започнат да се реконструираат улиците во населбата Перочичо, со посебен акцент на главната улица која што ја поврзува населбата со Ајдучка чешма, по која што се одвива и јавен превоз, а поврзува и неколку населби со градот. Ова прашање советничката Сонја Тодоровска на вчерашната седница го упати до секторот за комунални дејности при општина Куманово. Тодоровска бараше и одговор од надлежните кога ќе се асфалтираат веќе предвидените со програмата за работа за годинава улици во Ајдучка чешма, Карпош и Иго Тричковиќ, но и зошто се уште не е започнат и кога ќе стартува реализацијата на проектот за фекална канализација во Иго Тричковиќ, иако според советничката за ова има обезбедено средства и дополнителни средства за изработка на проектот. Јас апелирам, повикувам и сакам конкретен одговор кога се планира да се започне со реконструкција на истата. Оштетувањата на коловозот пречат во сообраќајот, го отежнуваат, дури во одредени ситуации и го оневозможуваат. Проектот за фекална канализација во населбата Иго Тричковиќ е во завршна фаза. Се чека да се изврши пренамена на земјоделското во градежно земјиште и да се одобри од страна на секторот за урбанизам, пошто ќе се пристапи на тендерска постапка, а јавното предпријатие Водовод мислам дека има обезбедено средства да го изгради тој инфраструктурен проект, рече раководителката на секторот за комунални дејности Лидија Ланг-Спасовска во врска со фекалната канализација. Што се однесува до прашањето за улица Перочичо, ја немаме нисто ребаланс предвидено во нашата ниту развојна, ниту програма за уредување на градежно земјиште, бидејќи немаме проектна документација за таков проект. Потребна е поголема сума на пари, доколку се обезбеди од страна на општина. Се надевам во некој нареден период истата ќе биде ставена во програма, а за оние останати улици по населбите, на наредната седница е развојна програма, ќе имате прилика да видите што се е предвидено во неја и доколку имате забелешки, може и амандмански да се интервенира и истите да бидат вметнати. Незадоволна од одговорот на раководителката, Тодоровска потенцираше дека во случајов станува збор за улиците 503, 504 и 534 во местноста Стари Лозја и улиците од 715 до 725 во Гладно поле, кои што веќе се влезени во програмата за реконструкција. Реконструкција на главната улица, не улицата Перочичо, најверојатно лошо ме разбравте или јас лошо се изразив. Дел од улицата Веселин Маслоша, главната улица што ја поврзува населбата Перочичо со населбата Ајдучка чешма, е предвидена за реконструкција затоа што навистина е со дупки, навистина е со големо оштетување. Исто така, зборувам за улиците од Ајдучка чешма и населба Карпош, населба Иго Тричковиќ, кои што веќе се влезени во програмата. Со ребалансот ќе направиме и нови. Меѓутоа, кога ќе се започне со овие веќе предвидени? Очигледно стои до недоразбирање, се сложувам, значи сите улици кои што се ставени во нашата развојна програма и програма за уредување на градежно земјиште ќе одат во редовна постапка, значи за истите ќе се обезбеди нормално одобрение за градба, ќе се распише тендер, по завршување на тие процедури ќе се пристапи и кон реализација на истите. Како ќе оди динамиката и кои улици ќе бидат по приоритет, сигурно ќе знаеме деновиве, откако ќе се усвои ребалансот на буџетот и нашата измена во двете програми кои што ќе бидат представени пред Советот на следната седница, дообјасни Ланг-Спасовска.